Се враќаме назад во живо, зборуваме за една акција која ќе се случува почнувајќи од утре. Ќе трае некои 2-3 дена, а е секако промоција на се што е добро, ново и корисно. Во нашето студио ова попладне Зоран Богдановски, SOS село, така ќе кажам сега, па после ќе се разбереме кои сме, и Александра Атанасовска, млада девојка која што го промовира ова што го носи на себе и ова што го имаме пред нас на масата. Зоран, добар ден за вас. Добар ден. SOS детско село активно е секогаш да ги користиме овие минути конкретно за ова што ќе се случува овие неколку дена и целава кампања и би рекла проект кој го имате за себе. Така, благодарам за поканата првенствено и можноста да споделиме на што го работиме. Значи, ние го почнавме проектот за социјална инклузија на млади и млади родители пред 2-2,5 години. Реално со нашите корисници работиме веќе интензивно година и нешто. Успешно работиме на вработување и самовработување на млади во социјален ризик. Како што спомнате, веќе имаме гостинка вашата емисија, која што сама ќе се представи, нели, ќе каже што работи, но она што ние го правиме даваме поддршка на младите во социјален ризик да се вработат, а оние кои имаат идеја и би сакале нешто свое да направат во животот, значи идеја за бизнис, ги помагаме да го тоа направат да стане реално. Овие кои што сакаат бизнис, а се млади, имаат идеја, не мора да се од овие социјално, да речеме, загрозени семејства, туку ако се појавувате како поддржувачи на секоја добра идеја. Да, но секогаш првенствено гледаме тоа бидат млади кои што сепак се загрозени и немаат можности доволно. Се разбираме, тие имаат предност, но ако се појават и некои други, не велите не. Така, Александра. Добар ден. Добар ден и за тебе. Најпрво благодарам што јас сум дел од оваа емисија. Јас сум Александра и моето се уште мало брендче се нарекува Морфо. Инаку сум дизајнер на накид во техниката филигран, работам со чисто сребро и се обидувам да дизајнирам современи модели на уникатен накид што ќе бидат дел од секојдневниот живот на една современа жена. Добро, Александра, колку време го правиш ова? Па ова го работам веќе една година, меѓутоа од прилика пред 5 месеци дознав за ресурсниот центар. Како дознав? Како дознав? Па тоа е многу интересно бидејќи најчесто се оди од човек на човек. Значи јас бидејќи сум веќе дел кажувам на лица кои што сметам дека може да им помогне ресурсниот центар и ги упатувам да им се обратат на нив. Па така и мене. Мојата идеја за самовработување и за една онлайн платформа каде што ќе може секој да си го дизајнира својот накид, некако се пронајде во целиот распоред и развој на ресурсниот центар. Ќе напоменам, јас сум дизајнерот и ми недостигаат знаења во сферата на во сите останати сфери практично што го градат еден бизнис. Дизајнот. Да. Ресурсниот центар нуди голем број на обуки во различни сфери кои што ми понудија можност да се дообразувам во потребните насоки. Што научи ти таму? Па, посетив неколку обуки, едната од нив беше финансиска писменост, не знам да речеме комуникацијски вештини, како да пристапам со клиент, како да разговарам, маркетинг, дигитален маркетинг, онлайн продажба. Морам да кажам дека секој член поединечно си создава собствена програма со својот ментор, која што е валидна. Во зависност од тоа што му недостасува, како знаење или како обука предпоставува. Колку такви имаме области? Многу? Па 10 сигурно. И сите млади кои што доаѓаат, со таа идеја што во себе ја носат, бидејќи тие претходно само идеја имаат, не веруваат дури дека може да се оствари, да стане реалност. Нашиот стручен тим им помага да ја доразвија таа идеја, како што кажа Александра, да поминат низ таа обука за финансиска писменост, се ваќаат што значи тоа во светот на бизнисот. И доколку се истрени, поминуваат низ обука за бизнис планирање, да го развијат комплетно својот бизнис план, даваме поддршка значи на младиве да од сите страни го согледаат бизнисот како сериозна работа, која што може да им донесе многу во животот и не случајно она што го најавивте на почетокот, ние утре почнуваме со една активност која што 3 дена ќе трае, да, тоа е саем на мали бизниси. Ние прво ги нарекувавме микро, сега ги нарекуваме мали, се надеваме ќе станат големи бизниси.
23 бизниси утре ќе бидат, овие 3 дена ќе бидат промовирани. Само да се разбереме. Овие 23 се од тие кои што веќе сте ги поддржале и направиле некој чекор напред. Така е. И имаме какви, например? Ги нарековме, ние прво самиот настан го нарековме создаваме брендови, бидејќи како што Александра си го представи, си има мало брендче. Така е. И ние сакаме тоа да станат брендови, сериозни, и во Република Македонија, но и пошироко. И сите тие луѓе својата идеја ја развиваат, како што кажав. Имаме донер, нели, луѓе каде што може да најдат добава храна и убав пијалак. Имаме фризерски салони, имаме фарма со јапонски препелици и да не ширам. Значи, од сите можни области, младите што доаѓаат со своите идеи, ние ги поддржуваме секако. Кој има предност кога ќе дојде кај вас во смисла на бизнис идеја? Еве спомнавте, например, од 22 што ќе ги имате на саемов, 20 што споменавте, 23 еве тука. Така е, да. Овие 22 што се таму, спомнавте 2 се од област на прехрана. Односно, еве, некој прави донер, некој произведува препелки, нели, јајца. Така. Има некој фокус, ќе прашам, во тој контекст, или ги има сите области? Со програмата ние помогнавме да се отвора 41 бизнис. Значи се промовираат утре 20 тие што сака да го направат ова на овој начин, да ги помогнеме. Значи тоа е секогаш, нели, доброволно, тие што сакаат да излезат. И нема предност никој. Секоја бизнис идеја е прифатлива, секако, бидејќи тој што ја нуди, тој треба да се ја доразвие до крајот. И иако на почетокот бевме многу скептични како ќе помине целата работа, кога беше на ниво на проект, на хартија, но во реалноста видовме дека младите се многу енергични и стојат за своето. И еве, свесни сме... Господин Богдановски, вие сега ги помагате во обука. Нели во таков тип на едукација до едукација и така натаму. Така. Ако Александра сака утре да отвори дуќанче? Така. Значи, ние во програмата нудиме и мала, скромна финансиска поддршка. Тоа е во или основни средства да се отвори еден бизнис, дуќан или што и да е, нели, основни средства се купат. Но она што исто така го работиме, ги поврзуваме со мерките на владата и заедно со UNDP, оние мерки за вработување и самовработување што постојат, за да може да дојдат до поголеми средства. Но исто така ги имаме скенирано на сите банки кои што работат на поддршка на предприемништво и така да им помагаме на младите да дојдат до нив. Ја скупувате целата мрежа така што веќе некои бизниси искористија веќе многу поголеми средства тоа што сме ние подготвени да им помогнеме, бидејќи нашиот проект е сепак мал за во однос на она што е потребно, но веќе успешно се користат сите можни механизми. Така е. Само да кажеме, саемот се одржува утре во 12 часот е почетокот. Каде? Официјален на платото пред Ситимол. Тука ќе биде почетокот, тука ќе бидат поканените официјални гости за да, нели, биде свечено да почне тој настан и 3 дена сите посетители ќе може да дојдат да ги видат овие млади луѓе, да ги видат она што тие го работат. И можеби да добиеме и нови идеи за бизниси, да напредуваме многу повеќе или да се појави некој бизнис ангел па да ги помогне со многу посериозни средства да направат нешто. Многу ми се допаѓа. Јас се надевам дека ќе бидете нападнати од многу вака млади амбициозни луѓе и она што е интересно ве прашав претходно, за сите кои што се заинтересирани, вие немате рокови ниту временски ограничувања кога може да ви се обратат, отворен конкурс од до и така натаму, туку едноставно секој со добра идеја може да ве посети. Да, млад човек што има идеја, сака да напредува на тој начин во животот, секако може да ве посети. Значи плато пред Скопје пред Ситимол, така, утре во 12 почнува часот. Александра, таму ќе продаваш? Да. Јас посакувам да продадеш се што имаш од својата палета. Се надевам дека и гледачите успеат да видат што е тоа што го изработува Александра. СОС Детско село е не раскажана приказна, во следна прилика ќе зборуваме за сите други области кои што ги опфаќате. Ви посакувам успешен настан. Благодарим и благодарим поканата уште еднаш. Ви благодарам и вам за вниманието на овој разговор и ве испраќам кај Маја која и ова попладне ќе ви готви.